Господе, што и денеска ми даваш сила и љубов. Ти благодарам, Господе, што и денеска ми го отвараш срцето за Твојата љубов. Ти благодарам што ме облекуваш со сила од озгора. Ти благодарам што ми даде дар на верба да поверувам во Твојот единороден Син Исус Христос дека е мој Господ и Спасител. Господе, Ти со вековите се создадени со Божји збор и од невидливото произлегува видливото. Ти кажа, Господе, нека биде светлина и би светлина. Ти благодарам, Господе, што во мене живее сета полнота на боженството. Ти благодарам, Господе, што секој ден го повикувам Твојот единороден Син Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Исусе златен, Исусе верувам во Тебе дека си мој Господ и Спасител, зашто е пишано: кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Денеска повторно сакам да зборувам и да сведочам за првото соборно послание на апостол Јован, прво Јованово, како што го нарекуваат. Јован, кој неколку пати во силен наплив беше допрен од духот и на вистина отвара коти за христијанството, за живото христијанство и за разбирањето на тоа што е Исус Христос, кои сме ние, каде одиме и што ни е нужно и што ни е потребно. Значи, прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, 2 глава, 15 стих. Не сакајте го светот и се што е во него. Ако некој го сака светот, во него нема љубов од Отецот. Видете, христијанството подразбира дека тие знаете дека Исус Христос ја победи смртта, воскресна од мртвите и дека ние овдека на земјава сме привремено. Привремено и треба да извршиме, да го направиме вистинскиот избор, да го повикаме, да го избереме Исуса Христа, да избереме живот наместо смрт. Еве што вели понатаму: зашто се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите и гордоста на животот не е од Отецот, туку од овој свет. Не сакајте го светот и се што е во него. Ако некој го свака светот, во него нема љубов од Отецот. И се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот не е од овој свет. Тоа подразбира дека вие живеете телесно, вие живеете во световните страсти. Вам ви е потребна љубов и вие ја надополнувате со похотта на телото, желбата на очите и гордоста на животот. Гордоста е гајголем грев, бидејќи гордиот човек не прифаќа ништо. А светот поминува и похотите негови, и оној што извршува волјата Божја останува довека. Значи, ние зборуваме дека овој свет е минлив и ова е кратко време на земјата во споредба со вечност и бесконечност. Светот поминува и похотите негови, и оној што извршува волјата Божја останува довека. Значи, ако вие сакате да останете довека или да изгинете во светот, ако сакате да останете довека, треба да ја извршувате волјата Божја. Волјата Божја се двете Божји заповеди: љуби го својот ближен како самиот себе си. Видете, интересна заповед. Каков е тој состав во вас кога вие не можете да го љубите ближниот свој? Вие не можете да ги љубите вашите роднини, вашите најблиски кои често ве нервираат и не се согласувате со нив, а камоли да го љубите ближниот свој. Секој човек што е создаден на земјата ти е ближен, бидејќи ако го читате Светото писмо, ќе се сетите на она послание кога човекот му вели на Исус: а кој е мојот ближен? А тој му раскажува приказната за добриот самарјанин. Значи, самарјанинот му помага на евреинот, а евреите и самарјаните не се мешаат. Му помага на евреинот кога е отфрлен, поминуваат еврејски свештеник, поминува друг евреин, го оставаат човекот ограбен и фрлен на патот. Доаѓа самарјанинот, го носи во крчмата, плаќа да се исцелува, да се лекува, да заздрави. И тогаш Исус му вели на човекот што го прашува: знаеш ли сега кој е твојот ближен? Значи, ближен е оној кој има потреба од твојата љубов, оној кој е паднат, оној кој е сиромав, оној кој е беден, оној кој умира, за кој треба да му сведочиш за Господ. Понатаму вака вели: чеда, последно време е.
И ако вие не знаете дека е последно време, гледате дека е побудален светот, кој го сака светот не е од Отецот. Светот е побудален бидејќи светот го владее паднатиот ангел, сатаната, кој се одметна од Бога и е фрлен на земјата заедно со неговите ангели да го владее светот. И практично само оние луѓе кои ќе го изберат Исуса Христа не му се покоруваат на сатаната. Че до последно време и како што сте слушнале дека ќе дојде Антихристот и сега веќе се појавија многу антихристи. Колку сакате антихристи, од тоа разбираме дека е последниот час. Тие излегоа од нас, но не беа наши, бидејќи ако беа наши ќе останеа со нас, но се јавија за да се знае дека сите не се наши. Видете, Антихристот подразбира спротивен на Христос. Христос ви дава љубов, мир, вечен живот, помирување, братолюбие, собеседништво, ви дава да се насели Господ во вашето срце да бидете едно со Бога, а Антихристот е спротивен од тоа, ви го дава светот кој е минлив, похотите на овој свет, гордоста на животот, похота на телото и похота на очите, јадете, пиете, се дрогирате, завидувате, осудувате. А вие, по тоа се подразбира оние што ќе го изберат Исус Христос, имате помазание од светиот и знаете се. По извесен период, кога ќе го примите Исуса Христа за свој Господ и Спасител, ќе почнете да размислувате, ќе ви се отвори дарот на мудрост и да ги разбирате причините и последиците на луѓето, на нивното однесување. Не ви пишав дека не ја знаете вистината, туку дека ја знаете и дека ниедна лага не доаѓа од вистината. Интересно е дека во секој дел од Библијата е содржана сета Библија. Кој ќе ја читате долго време, таа не се чита со ум, туку со срце, да се помолите Господ да ви ги отвори овие слова, за да разберете што е пораката, да не ја разбирате праволиниски умствено, како што се расправаат христијанските деноминации, читајќи ја Библијата и разбирајќи ја на еден или на друг начин, како да е тоа некое театарско дело кое го поставува некој режисер од светот. Кој е лажец, вели Светото писмо, ако не оној што одречува дека Исус е Христос? Тој е Антихристот, што го одречува Отецот и Синот. Тој е спротивен на Бог, Антихристот, паднат од Бог, што некогаш беше со Бог, беше светлина и потоа падна во темнина и сега е материализиран на земјата и му е дадено да владее на земјата само неврз оние кои ќе го изберат Исуса Христа за свој Господ и Спасител. Секој што го одречува Синот, нема и Отец, а кој го исповедува Синот, има и Отец. Извесен период христијанските деноминации заедници се расправале Таткото е во Синот, Синот, Таткото, Светиот Дух. Видете, Отецот е се, Синот е испратен од Отецот, Духот е Бог, затоа што Бог е Дух и сите што му се поклонуваат, треба да се поклонуваат во дух и вистина. Ако не можете да разберете, не се расправајте за збор, како што вели Библијата, од тоа нема ништо полезно. Молете го Бог да ви отвори да разберете дека Отецот небесен е се. И јас сум во Отецот, вели Исус, и Отецот во Синот, и вие сте во мене, вели Исус, ако го изберете. Секој што го одречува Синот, нема и Отец, а кој го исповедува Синот, има и Отец. Синот е отелотворување на Отецот. И така, се што чувте од почетокот, тоа нека остане при вас, ако она што го чувте најнапред остане во вас. Вие ќе пребивате во Синот и во Отецот. Значи, ако остане тоа што се зборува дека Исус ја победи смртта, ги зеде клучевите од адот, ги зеде вашите греови, беше распнат, на третиот ден воскресна. Ако останете во тоа, ако се покаете, го изберете Исуса Христа, значи остане во вас тоа што го чувте, а тоа е Словото Божјо кое треба да го слушате, зашто верата доаѓа од слушање на Божјото Слово. А ако немате каде да го слушате, озвучувајте го самите дома, озвучувајте додека тоа не почне да прави сокровиште во вас. Значи, ако Словото остане во вас, вие ќе пребивате во Синот и во Отецот. Значи, тоа е крајната точка да се соедините со Бог, односно Бог да живее во вас, да не живеете вие веќе во телото, во гревот, во похотите на телото, во гордоста на животот, во похотта на очите,
туку да живеете во единство со Бог и го имате за образец и пример Исуса Христа, нашиот Бог и Спасител. Слава ти, Господе Исусе Христе, кој слезе се во плоти за да ви покаже, не баре имитативен театар, да ви го покаже патот како треба да живеете. Огледајте се во Христа. И тоа е ветувањето што не го вети Он. Вечен живот. Вечен живот. На другата страна постои смртта и така вели Јован Богослов, тоа ви го пишав пореди оние што ве мамат, односно Отецот Небесен преку Јован Богослов. Вечен живот имате во Христа. Христијаните не веруваат, делумно веруваат. Кога ќе умре некој си вика дај Боже да има вечен живот. Тие се сомневаат, а човек што се сомнева, пишува во Библијата, нема да добие ништо. Значи, зборуваме за прво послание на светиот апостол Јован, светата Божја книга напишана од самиот Бог, од Духот Свети, Светото Писмо. Како што вели, Божјото Слово не е оковано. 2 глава, 27 стих. Слушнете го ова. И помазанието што го примивте од Него. Некои луѓе примаат помазание од Бог и му служат. Пребива во вас. И немате потреба некој да ве учи, но бидејќи самото помазание ве учи на се, и е вистинско и не е лага, да останете во него онака како што ве научило тоа. Значи имаме помазани луѓе, имаме примери, луѓе што само Библијата ја читале и проповедаат. Имаме пример на човек, кој се сведоче во Когрешанската црква, еден брат кој 25 години бил на алкохол, а денес го проповеда Светото Писмо. Значи Господ дава помазание и помазанието пребива во вас и немате потреба некој да ве учи, туку следете во помазанието во вашето срце. Така да денеска има некои расправи ке христијанските заедници докторираат теологија. Можете да докторирате, да магистрирате, да учите, но потребно ви е помазание од Бог и така че да останете во Него. Така кога ќе се јави Он, да имаме смелост и да не се посрамиме од Него кога ќе дојде. Што значи да се остане во Него? Во кого? Во Исуса Христа. Отецот виде дека Мојсей со 10 Божји заповеди луѓето не можат да ги исполнат, бидејќи во нив постои демонската природа, бидејќи се од овој свет и понатаму ќе видиме дека се чеда на ѓаволот, зашто ние имаме во себе сатанска природа спротивна на Бог. Кога знаете дека е Он праведник, знаете го и тоа дека секој кој што врши правда е роден од Него. Што значи да се остане во Него? Па го имате Исуса Христа за пример. Го имате Исуса Христа, што направи тој? Тој слезе да ви биде слуга на сите, кротко ги поучува. Молете се за непријателот свој, љубете го својот ближен како себе си, љуби го Господ својот Бог со сето свое срце и секогаш му се обраќаше татко мој, што да направам сега? Татко мој, ти благодарам што ме послуша. Молете се во името на Отецот, молете го Отецот во името на Исуса Христа. Значи, Исус ви е образец, огледајте се што направи Тој, ги зеде вашите гревови, умре за вас, зеде обличје на слуга, ви ги изми нозете, ви простуваше. Гледајте каква љубов ни дал Отецот. Значи, Отецот дава. Не даваат светците, Богородица, каноните, обредите, постите, разни деноминации. Отецот дава. Гледајте каква љубов ви дал Отецот, да се наречеме чеда Божји. И такви да бидеме. Чеда Божји, синови Божји. Затоа светот не знае, оти не го позна Него. Значи, Отецот и Неговиот Син Исус Христос е првото чедо Божјо, првородениот, првовоскреснатиот од умрените, а потоа одиме сите ние други чеда Божји кои ги избереме, Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос, не Богородица, не Свети Димитрија, не Свети Климент. Што ќе ви се светци кога го имате Исуса Христа, царот на вселената, од отворување на Отецот. Возлюбени, сега сме чеда Божји. Кога сте чеда Божји? На сите што го примија, на сите што поверуваа во Неговото име, им даде можност, пишува во македонскиот препев, во англискиот, сила, им даде сила да станат синови Божји. Имате синови Божји и синови човечки, две категории.
Синови човечки кои живеат во грев, во смрт, во проклетство, можеби ви делуваат дека се добри, но тие се празни однатре, тие се ќаваат дека им недостасува светлината Божја и љубовта Господова и силата Божја. Возлюбени, знаеме дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него. Слични на Него. Оти ќе го видиме каков што е. Возлюбени, сега сме чеда Божји, но се уште не се покажа што ќе бидеме. Кај Шекспира, кој е длабок христијанин, иако пишувал по псевдоним на крајот на својот живот, Вилијам Шекспир има кажано: ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исуса Христа, мојот Спасител. Има еден стих кај Офелија вели: ние знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме. И луѓето што го работат Шекспир не можат да го сработат, не можат да ја разберат неговата духовна сила без Светото Писмо, бидејќи толку цитати има внатре. Еве го тој стих: возлюбени, сега сме чеда Божји, но уште не се покажа што ќе бидеме, знаеме само дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него, оти ќе го видиме каков што е. Значи, налик на Бог, и го создаде Господ Бог човекот, по образот свој го создаде. По Битие, создавање на светот, прва книга Старозаветно, по образот Божји го создаде. Значи, ние сме создадени по образот Божји. И ние само треба да бараме сила да се молиме од Бога, да ни даде сила да останеме синови Божји и да бидеме налик на Него. И секој што има таа надеж, се очистува самиот себе, како што е чист Он. Треба да се очистите од гревовите, да се покаете, да простите, да не мислите лошо, победи го злото со добро. Значи, очистување. Тука сте на земјата да се очистите, да го изберете Исуса Христа за Господ и Спасител и да врви по светлината, по тесниот пат што води кон животот. Секој што прави грев, прави и беззаконие. И гревот е беззаконие. Наплата за гревот е смрт, така пише во Библијата. А знаете дека Он се јави, Исус, за да ги земе гревовите наши. Грев во Него нема. Исус беше невин, немаше грев. Го распна, го бичува, крвта ја пролеа за секој од вас. Претходно луѓето носеа грлици, бикови колеа, јагниња, прасиња, фрлаа колеа, се мачкаа со крвта за да се очистат. Но слегува овоплотен ангел по своја волја, со љубовта Божја која е во Него, Отецот отелотворен во Исуса, и ги зема вашите гревови. Секој кој што пребива во Него не греши. Секој што греши не го видел, ниту го познал. Ке видите, христијани сме ние, грешат, пцујат, лажат, крадат, прелюба, пиење, дрогирање, пушење цигари. Има еден стих од апостолот Павле, вели: скапо сте платени, чувајте ги вашите тела и вашите души чисти. Значи, ние треба да се очистиме. Кој прави грев од ѓаволот е. Зашто ѓаволот греши од почетокот, се одметна од Бог, помисли дека тој е Бог. Сакаше да го надмине Бог, бидејќи тој беше како Бог. Но не забораваме кој е изворот на животот. Господ Отецот дава живот, дава светлина и дава љубов, а ние сме само садови на Неговата љубов, за почесна или за секојдневна употреба. Секој, па затоа и се јави Синот Божји, Исус, за да ги урне делата ѓаволски. Секој што е роден од Бога, браќа и сестри, грев не прави, зашто семето Негово пребива во него. А кое е семото? Словото што го чувате од почетокот, Словото Божјо кое треба да се роди во вашето срце, кое треба да се овоплоти во вас. Зашто семето Негово пребива во него и не може да греши, бидејќи е роден од Бога. Роден од Бог. Роден од Бог, тоа подразбира ако некој не се роди од дозгора, не може да го види Царството Божје во Евангелие по Јован. Ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божје. И ние доаѓаме до категорија дека треба да се родите во Бог. Вие сте сега родени во сатаната, еве ќе видите што пишува тука. И затоа грешите.
Затоа ви е тешко, затоа што, како што рековме овде во 15 2 глава 15 стих 16, се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, не е од Отецот, туку е од овој свет, и вам ви е потребна сила да станете синови Божии, да се откажете од тоа зло, од вашата противно положена природа на Бог, сатанска природа, нападнатиот ангел и неговите демони. Чедата Божии и чедата ѓаволски, чедата Божии, оние што го избрали Исус, и чедата ѓаволски, по тоа се познаваат. Секој што не врши правда не е од Бога, а оној исто така кој не го сака братот свој. Секој кој што не врши правда и не го сака братот свој не е од Бога. Тоа се чедата ѓаволски, а чедата Божии се сосема спротивно. Слава ти, Татко Небесен, што ми го отвори срцето за Твојата љубов, што ми даваш сила и ме облекуваш со сила од озгора, што го даде Твојот единороден Син Исус Христос, за кого верувам дека е мој Господ и Спасител, која пролеја својата света крв врз мене, и ја свето положувам врз мене, врз мојот дом, врз Маврово, врз македонскава земја. Господе Исусе Христе, Ти кажа, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши од и јас си одам кај својот Отец. Ете сум, Господе, да ги вршам Твоите дела во Твоето вечно и свето име. Сега со двоостар меч и мечот на Духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене, врз мојот дом, врз мојата земја. Ја свето положувам светата Исусова крв врз македонската земја и Те молам, Господе, допри ги водачите на мојот народ. Отвори им ги срцата, да се покајат, да Те изберат Тебе, зашто Ти ни даваш сила, Твојата десница дава сила. Ти не држиш по Твоите јаки мишки и ни кажуваш, истребувај врз непријателот. Зашто е пишано, ни едно оружје направено против мене нема да има успех. И секој јазик кој би се кренал против мене на суд, Ти ќе го обвиниш. Те молам, Господе, отвори им ги срцата на македонските водачи да избереме Христолюбива влада, која ќе ја водиш Ти, Господе, во дух и вистина. Тебе да Те славиме, да бидеме вистинско Божјо царство, да се стремиме, барајте го најнапред царството Божјо и се ова ќе ви се придаде. Ти благодарам што ме држиш во совршено здравје, што ме облекуваш со сила. Ти благодарам што ми даваш светлина и што ме напојуваш со Твојата љубов и што си направил сокровиште во мене. Брате и пријателе, ако ти недостасува Божјата љубов, ако гледаш дека не оди нешто во твојот живот, имаш можност да го примиш Исуса Христа за твој Господ и Спасител. Да побараш сила од Бога, да станеш чедо Божјо, да се покаеш, да не грешиш повеќе, да ја шириш Божјата љубов и да бидеш сад за свечена употреба за славата Господова. Славата е Негова на Отецот Небесен. Еден е Бог, еден е Учителот, еден е Создателот. Нема потреба од слави, богородици, канони, религиски глупости и разни други световни работи кои се похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, а тоа ве прави чеда на ѓаволот и ве води во смртта. Македонијо, избери го Исуса Христа, избери живот наместо смрт. Мир вам, Христови благослови до Божјо Царство Небесно. Амин.